Неделите се преполни во Руската православна црква Свети Јован Крстител во Вашингтон. Тоа е мала црква во споредба со другите во градот, но членовите на свештенството велат дека конгрегацијата постојано расте. It's been an amazing change in the last 10 years or so. When I first started doing catechism here, it was the usual sort of trickle, 2, 3, 4, 5 maybe, but since COVID, since 2020, they've just come out in droves. It's accelerating, snowballing. Протодјакон Патрик Мичел, кој се преобратил во православие пред 35 години, држи часови за потенцијални преобратеници, од кои многумина немаат семејни врски со Руската православна црква. Тој вели дека меѓу новодојдените мажите се побројни од жените 2:1. Еден неодамнешен преобратник кој научил за православното христијанство на коледж гледа неколку причини зошто. I think men are in a more precarious place right now, just because there's more controversy around the topics of masculinity, and male identity is a bit more of a contentious issue. So I think many men look for a sense of responsibility and purpose, and they want to give their lives for something. We do respect men in a way that a lot of other churches don't. It's a more traditional feel where indeed the men are in the altar, the men are serving as clergy. So it's a male-led parish, but the women are also very involved. Членовите на руските, грчките и другите православни цркви се уште сочинуваат само 1% од населението на САД, дури и со растечката посетеност. Повеќе од 60% од верниците во Соединетите држави се мажи и тие се помлади во просек од другите, според истражувачкиот центар Пју. Но жените се исто така дел од бранот на интерес. The Orthodox know how to worship. There's visual beauty, it sounds beautiful, it smells beautiful. Кейти Корнелиус посетува часови и се подготвува да се приклучи на црквата заедно со својот сопруг и деца. Тие доаѓаат на англиската литургија, која се одржува пред втората служба на црковнословенски јазик. Корнелиус вели дека онлайн медиумите, поточно подкастите, први ја заинтересирале. I really started going on a search for truth, and I found a pattern emerging where these content creators, more than one, who I thought were intelligent, like they were on their own search for truth, they happened to be Orthodox. Протодјаконот Мичел вели дека има многу други трагачи кои откриваат православната црква преку интернет, како и преку усни информации. Confused now that they're finding out that they need to look elsewhere for guidance. And of course, with the internet, they just know now there are other options, and this option is especially beautiful. Патот до црквата можеби е модерен, но понекогаш старите традиции се тие што ги привлекуваат луѓето. There's a lack of social cohesion in many instances, and a lot of people are sort of looking to history to see like what worked before and what could work for us. Тоа е тренд што овие верници очекуваат да продолжи, како што новите членови ќе го најдат патот до црквата.